Државните институции во Македонија останаа безбедни по глобалниот интернет напад. Беа погодени само некои компании поврзани на платформата Microsoft. Министерот за информатичко општество Стефан Андоновски ја смири ситуацијата и објасни дека станува збор за несоодветност на ресурсите на платформата Microsoft и дека одредени приватни институции кои биле поврзани на таа платформа преку нивните сервиси предизвикале пат на системот. Што се однесува до државните институции, во постојана комуникација сме и со Министерката за енергетика, но и со другите одговорни лица. Не се пријавени до сегашни падови на системите во државните институции. Има некои информации за во дел од приватниот сектор, но мислам дека тоа се изолирани случаи и веќе се надминуваат. Како што ја гледам ситуацијата во моментот, станува збор за изолиран инцидент во Microsoft и со него поврзани системи, така што не очекувам да има поголем проблем во државните институции. Андоновски рече дека Македонија во наредниот период ќе работи на номинирање на стручни лица кои треба да изработат стратегија за сајбер безбедност и на закон за сајбер заштита и дека веќе ги имаат номинациите од сите државни институции кои се засегнати. Само на ваков начин Македонија може да одговори на ваквите сајбер закани. Ова е добра најава за она што ќе работиме во наредниот период. Веќе испративме барања за номинирање на стручни лица во работната група за изработка на стратегијата за сајбер безбедност и изработка на законот за сајбер заштита. Можам да кажам дека од најголемиот дел од институциите веќе ги добивме номинациите од сите државни институции засегнати. Ние ќе го водиме процесот заедно со нашите партнери, меѓународни партнери и партнери во НАТО за изработка на стратегија за сајбер безбедност, закон за сајбер заштита и патоказ, протокол како се однесуваме во случај на инциденти кои што може да се појават. IT инфраструктурата на државните институции е слаба и треба да се работи на незино подобрување. Во изминатите години беа хакирани системите на повеќе државни институции. Лани беше хакиран системот на Фондот за здравство со што се предизвика колапс на здравствениот систем, а беше нападнат и информатичкиот систем на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, но за среќа таму имале копија на податоците и можеле брзо да го возобноват системот. Пред известно време беа нападнати и системите на Министерството за образование и наука, на Министерството за финансии, на Министерството за надворешни работи, на УЈП, на Народната банка, а претходно беше хакирана и Државната изборна комисија.